Добар ден, почитувани, ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за совршеното родителство. Дали е тоа мит или реалност? Се повеќе родители се обидуваат да им овозможат најмногу што можат на своите деца и при тоа да ги усовршат своите родителски вештини. Но постои ли совршено родителство? Што значи да се биде добар родител денеска? И кои родителски замки треба да се избегнуваат? За несовршеното родителство, односно за совршеното родителство, денеска зборуваме со Радмила Живановиќ, психолог во психотерапика. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламниот блок, затоа останете на Телма. Дали совршеното родителство е мит или реалност? Ќе ни појасни Радмила Живановиќ, психолог во психотерапика. Радмила, добар ден, добре дојдовте во студиото на Телма. Здраво, Марија, мило ми е што сум тука со тебе на оваа тема, повторно после некое време. Да зборуваме за нешто вака провокативно. Јас ја гледам темава повеќе како провокација, нели? Апсолутно, бидејќи кога ја спомнав темата на колегите, велат ќе зборувате за несовршеното родителство. Аха, ќе зборувате за најобичното родителство. Да. Па сега ние сите очигледно сме несовршени родители кои што тежнееме да бидеме совршени, но постои ли совршено родителство и совршен родител? Можно ли е? Никогаш да не грешиме, 100% да бидат исправни нашите одлуки секогаш. Па, мислам, одговорот си го знаеме, нели? Само она што може би најмногу дека не постои, нели? Родител кој што не греши, кој што не е сгрешил, како што не постоело, нема ни да постои, се додека нели функционираме онака како што функционираме. Сепак она што е карактеристично периодов е дека има некоја обседнатост. Нели, помеѓу нас како родители со нашите грешки и со она што можеби подобро би можеле да го направиме. Нели, што она што уствари не го правиме толку добро колку што е потребно да го направиме. Значи една обседнатост со идејата на совршен родител, не толку со праксата. А што се смета за совршен родител во денешни услови? Па, мислам дека според мене совршениот родител е токму тој родител кој што е несовршен. Практично оној родител кој што си ги знае собствените ограничувања, не се откажува од своите очекувања, но често пати ги разговара и ги калибрира соодветно на развојните потреби на децата со кои што е во контакт, кои што ги се грижи, ги негува, при тоа го нема она доживување и чувство дека целосно го поседува детето, туку дека ги обезбедува и ги контролира повеќе условите на развој отколку самото дете, неговите постапки. Отворене, за поинакви исходи на родителствувањето. Секогаш е тука кога детето има потреба од него, без потреба да ги проектира своите стравови, очекувања, амбиции, така е, туку повеќе во насока на активен слушател и на некој начин е тој што ги ограничува и дава јасна граница до каде може, да се одвива, да се развива таа комуникација, без при тоа да создава некои така чувства на повреденост, на изневерување, на разочарување. Значи, доколку се чувствуваме како несовршен родител, се е во ред? Секако дека е во ред. Само што јас повторно ќе кажам, тоа на когнитивно ниво знаеме дека е така, нели? Но во реалноста, во праксата се е поинаку. Во реалноста затоа што имаме една обсесивна реалност која постојано ни се предочува пред очи колку ние у суштина грешиме, не сме добри или колку реалноста е несовршена, колку средината е несовршена, колку средината е заплашува, колку средината е нестандардна, нестабилна, или тогаш се активира таа потреба ние да ги контролираме многу повеќе од процесите него што реално можеме да ги контролираме. Че јас би го довела повеќе во насока на некое држење на контрола и што е мое во тој процес на растење, во процесот на развој на децата, а што припаѓа на децата.
што припаѓа на нив како индивидуи, како нели посебни личности, издвоени од нас, колку ние всушност повеќе ги градиме нивните капацитети за да можат да се соочат и справат со комплексноста на реалноста, отколку нели им даваме и обезбедуваме готови решенија кои што сепак трга од некоја наша позиција и перспектива, од некои наши искуства. Радмила, споминавте пред малку границите, велат за децата да може да научат што е добро, а што лошо, мора да им се постават одредени разумни ограничувања и граници. Како тие да се постават? Значи, границите зависат многу од, како што кажав, од развојот на кој што се наоѓа детето, од специфичностите на детето, од специфичностите на родителот, ограничувањата на контекстот во кој што живееме, нели, од тоа каде ние се гледаме себе си, како гледаме нашата релација со детето, но тие се многу и како потребни, нели? Заради тоа што не живееме во безграничен свет, од друга страна, пак не живееме и во строго ограничен свет. Значи, затоа мислам дека улогата денес, задачата денес на родителите е многу потешка, бидејќи живееме во безграничен свет, нели? А од друга страна имаме потреба заради самото искуство, заради можноста децата подоцна да ги запознаат, нели, поинаку сопствените капацитети, другите околу себе мора да имаат некакви ограничување на условите повеќе, ограничување на што имаат во даден момент, што им е дозволено, што не им е дозволено, нели, во даден момент, ограничување на колку треба да почекаат за да добијат нешто што посакуваат, нели, тука имаме таа одоговлекување на задоволувањето, кое што во денешниве генерации го гледаме многу присутно. Таа импулсивност, потреба веднаш да се задоволат потребите, за разлика од можноста малку повеќе да се, нели, зголемува тој прозорец на фрустрација во однос на задоволување на потребите со цел децата да ги активираат своите капацитети и младите, за да можат самите да најдат начини како да ги задоволат потребите. Дури, јас мора да ти признам дека во мојата пракса гледам родители кои што ја местат и сликата на детето во која што треба да гледа, нели, бидејќи детето има некаква беспомошност, нели, не знае точно што да избере, како да избере, нели, што му е потребно, ние трчаме да ја создадеме сликата без при тоа да бидеме малку трпеливи за да самите деца создадат слика што сакаат во тој момент. Дали сакаат да јадат, што да јадат, нели? Каде се наоѓа тоа јадење, како се подготвува тоа јадење. Во таа насока, ова е некој базичен пример, нели, во однос на можностите и ограничувањата. Но сведоци сме дека има многу деца кои што растат без никакви ограничувања, бидејќи понекогаш родителите или немаат сила да истраат во поставувањето граници, или пак сметаат дека е тоа позитивен пристап во родителството. Така е. Сега, кога имаме ситуација кога детето е нервозно, незадоволно, чувствува бескон нас поради тоа што му поставуваме одредени разумни, пак е нагласам, ограничувања и барања. Како да постапиме? И како да истраеме во таа ситуација? Бидејќи не е лесно. Така е. Значи, тоа дете чувствува бес и лутина поради тоа што некаде во своето искуство има изградено и такво, нели, очекувања дека тоа веднаш ќе биде задоволено и дека има право да го поседува, нели, тоа што го посакува. Од друга страна, многу од децата го имаат тоа доживување, дека треба да го поседуваат она што го посакуваат и тоа треба веднаш да биде, нели, обезбедено. Фрустрацијата доаѓа од таму, од таа инстант, нели, на некој начин инстант задоволување, веројатно поради стравот од родителите да гледаат во некакво незадоволство, дискомфорт, оддалеченост на децата, нели, бидејќи они се способни да не казнуваат нас како родители затоа што не им ги задоволуваме потребите. И целото таа слика која што ја добиваме од нив, нели, дека јас не сум родителот со кој што децата се чувствуваат комфортно, задоволно, постојано среќно, нели, како да губиме во тој момент дел од нашата представа на добар родител. Нели, како да жртвуваме во тој момент
еден аспект во кој што децата ќе се незадоволни, кога не можеме да бидеме во ист момент со нив кога они се незадоволни од нас. А нормално ли да бидат незадоволни во тие ситуации? Фала Богу, фала Богу. Но тоа има повеќе, тоа има повеќе врска со треба нас. се прифати. Да. Тоа има повеќе врска со нас. Повеќе врска со нас затоа што ние како родители не можеме да го толерираме нивното незадоволство. Така е. Да, и премногу лично ги сваќаме работите. Нели? Кога им даваме на младите децата можност да бидат незадоволни од нас, посебно на младите, они имаат потреба да бидат незадоволни од нас. Зошто? Затоа што незадоволството од нас значи дека обезбедување на нивна автономија и независност. Како би го објаснила ова? Значи, за да јас се одлепам од тебе, нели? Јас мора да те некако уништам, за да не бидеш ти идеализираната слика моја. Нели? Да не бидеш родител од кој што нема да си тргнам, нема да си заминам. А нас не е потребно децата со растењето, пошто целта на растењето е децата да бидат понезависни, а не позависни од нас. И сега ние мораме да ја жртвуваме таа слика наша, идеална, нели, за нашите деца, за да они можат полесно да заминат од нас или да направат некои работи во кои што се чувствуваат покомотни, посамостојни, понезависни. Не значи дека ние не сме поттикнали, не сме развиле некакви капацитети кај нив, туку значи дека ние треба да ја жртвуваме таа слика. Ние треба да се збогуваме од нашата потреба да имаме некоја идеалистична представа во нивните очи. Нели? Може да замислиш моментот кога детето ќе се заигра повеќе и повеќе ќе се размуабети со некоја друга мајка, а не со тебе, нели со тебе се караат постојано, се рчкаат, се бунтуваат, нели? Ама тој бунт ние веќе не го гледаме развојно потребен, ние го гледаме како да е некој бунт против нас самите. На времето, искрено да ти кажам, ни било дозволено да се бунтуваме или пак силно бил нели замолкнуван тој бунт. Во денешно време на бунтот гледаме како на незадоволство на нашите деца. И наместо да се бунтуваме и ние со нив да поставиме граници, нели да се омегиме на некој начин, ние паѓаме во некакво разочарување, очај, дека еве нели конечно потврдуваме дека нели не сме доволно добри за нашите деца. А всушност, јас дури сум радосна кога децата се бунтуваат. Кога ми укажуваат на некои работи кои што не им се допаѓаат. Сега, они може да се лутат, нели? Но начинот на кој што изразуваат лутината, нели, мора да биде во сооднос со тоа што за нас како семејство, како родители е прифатливо. Не можам сега јас да се бунтувам и да бидам тој кој што поставува граници, самиот ги крши. Нели? Тие граници или не ме гледај што ти зборам, гледај ме што правам, или не ме гледај што правам, гледај ме што зборувам. Ме разбираш, треба да сме јасни и доследни во тоа што го правиме. Нели, во насока на тоа дека кога и ние сме лути, треба да изразиме лутината, нели, во однос на некои постапки кои што се случуваат. Нели, а не да стоиме како кип некој, дека мене ништо не ме лути, ја не смеам да излезам вон контрола, јас не смеам да покажам дека сум лута, за мене се е окей, нели може да ми се качат на глава, јас пак ќе бидам окей, затоа што... Но тука е другата крајност, некои почнуваат да викаат, да се расправат, да се караат. Како не го дозволуваат тоа што го гледаат, како може да помисли самото дете да пројави Значи имаме, така во право си имаме една послушност, една угодливост од страна на децата, од друга страна имаме едно постојано ништење, порекнување на авторитетот што го носиме. Или авторитетот, еве зборуваме баш пред да влеземе во емисија, авторитетот од една страна се сваќа толку погрешно, нели, као да е тоа нешто лошо, а од друга страна, според мене е некаква вредност и значење што промовираме. Родителите мора да имаат авторитет, но велиме дека живееме во време на родители без авторитет. Така е, како го постигнавме тоа? Па со тоа што отидовме во друга крајност. Сите тежнееме кон совршено родителство, а всушност има цела генерација на деца кои што немаат почит ниту кон родителите, ниту кон наставниците, ниту кон некој постар. Мислам според мене дека тоа е поради крајноста во која што отидовме. Нашите родители беа многу строги родители
држаа до некои принципи и правила кои што често пати беа безкомпромисни. Сега се врти едно видео на социјалните мрежи каде што деца во 80-тите години се снимени во едно училиште и објаснуваат всушност дека биле дисциплинирани и воспитувани со ќотек. И тоа во тоа време било прифатено релативно нормално. Така е. Имаше дискусии интересни на оваа тема, дали навистина стапот излезен од рајот или пак не. И не мора да имало ќотек колку што имала некоја безкомпромисност. Јас се сеќавам, нели, начинот на кој бе воспитувана, дека нели тоа што ќе кажа родителите, тоа беше вистина закон. Не мора да има ќотек, да биде проследено со ќотек, колку што треба да биде проследено со таа нели дисциплина која што доаѓаше само од нели само од погледот на родителот. Дефинитивно поглед, допир, притисок, нели било што. И сега одиме во другата крајност, да. Да, всушност оној наш неслушнат, нереспектиран дел, нели? Сега пак нели тоа дете пораснало во возрасен и не сака, нели, неговото дете да го осети истото. Ама од друга страна пак имаше нешто во тоа воспитување кое што беше значајно, во кое што ние се чувствувавме сигурни. Не зборувам за мерките на насилство и на ќотек, тоа воопшто не го оправдувам, но постоеше нешто кое што во структурата даваше смисла и сигурност, нели, кај децата. Знаеа дека тоа не се менува. Имаше некаква непроменливост која што во даден момент може да значи сигурност, нели? И сега поентата на родителство кое што ќе се поврзе со своите деца, ќе им го даде просторот, нели, да експериментираат, истражуваат, нема да ги спречи да се бунтуваат, нели? Ќе ги респектира емоциите и чувствата, точно ќе знаат што и како комуницираат, но не е родителство во кое што, например, ќе дозволам па сега децата да ме тепаат и да ме плескаат мене. Ме разбираш, пошто сега имаме другата крајност. Да, другата крајност, каде што детето крева рака на родителот. Детето крева рака на родителот, а родител се смее. Да, се смее. Нели, нит прави, нит го сопира детето, значи нема тука никаков интегритет. Што треба во тие моменти да се направи? Доколку детето уште мали деца криваат рака на родител, знаат да го потчукнат родителот. Па ја мислам дека треба родителот да го сопре тоа движење, да ја признае емоцијата, да каже очигледно си лут или лута на мене, да сум направила нешто, нели, за кое што, нели, сега си моментално лута, но ова не е начинот на кој што, нели, треба да се прави. Тоа често пати ги поддржувам родителите да си го пронајдат начинот на кој што и двете страни безбедно се чувствуваат во изразувањето на лутината. Значи не е поентата да се сопре лутината како емоција. Или не е поентата да се потисне, да се врати назад, да се психосоматизира или и слично. Туку поентата е, нели, да се врати и во разговор и да се најдат други начини. Од друга страна, премногу меките родители и оние родители кои што често менуваат, нели, правила, често се местат онака како што детето посакува, обезбедуваат огромна несигурност на детето. Детето не знае како да се однесува. Значи на детето му треба некаква стабилна структура. Тоа имаат проблеми во училиште кога ќе тргнат. Така е, проблеми во училиште. Или премногу очекуваат од учителките, нели, да се грижат како мама и тато дома што се грижат, или пак тотално ги негираат, ги потценуваат, не почитуваат авторитет, немат структура. Значи, структурата во односот е многу битна работа, а секако дека родителот е тој што ја дава структурата. И да ги дава лимитите, ги дава ограничувањата, се задржува до нив и самиот е модел на тоа однесување, нели? А од друга страна дава поголема слобода за изразување. И не се плаши кога детето не се согласува со него. Дали неадекватното однесување на детето е резултат на воспитниот стил на родителите, односно дали родителите се одговорни за лошото однесување на детето? Па зависи во кој период од животот, нели? И сметам дека и децата сами по себе си носат некоја своја сензитивност, хиперактивност, нели? Ќе кажеме некое дете е потешко, нели? Некое дете е полесно. Од друга страна и родителите и нивната комуникација и како партнери, но и самите по себе, нели? Исклучително е битно во начинот на кој што, нели, ќе ги воспитуваме децата. Во семејството
родителот, тоест родителите се тие кои што се поодговорни, нели, за воспитувањето. Сигурно дека детето само себе нема да се воспитува. Во таа насока. Сметам дека, но не би го издвоила само едниот родител. Многу зависи како партнерите се подржуваат во родителството. Значи да имаат исти или слични често родителски ставови, односно воспитни стилови. Па да имаат договор некаков. Например, јас често го користам first come first serve. Значи ако ти кажеш не и пред мене кажуваш не, вториот треба да те подржи. Тоа веќе е проблем. First come first serve. Викам во дадени ситуации кога нели прв некој кој дава иницијално одговор некаков, другиот мора да подржи. За што ако не се согласуваат во пристапот? Ако не се согласуваат, разговараат после за тоа. А отпосле ќе разговараат. Но не го прават муабетот тука. Тука треба да имаат, децата треба да имаат едно доживување дека родителите, барем во делот на родителство, некако се подржуваат. Мора, значи, да бидат усогласени во одлуките. Па да, или ако не се усогласени за се, јас го користам ова правило, нели? Прв послужен, прв користи, нели? Заради тоа што не за се можеме да се договориме. Но јас сум тука прв, ја превземам таа улога, другиот само ме поддржува. Сега тука се случуваат голем број од проблемите. Што ние во момент на фрустрација влегуваме во некои неразрешени наши партнерски односи. Како детето и однесувањето на детето да е тригер, нели, помеѓу партнерите. Вела дека всушност различните родителски ставови доведуваат и до проблеми во бракот. Па ја би рекла дека различните родителски ставови се резултат на некаква некомуникација помеѓу партнерите. Тоа не значи дека јас и ти ќе бидеме различни, мислам нормално, јас си нели гам некакви вредности, ти гаеш други вредности, но битно е да се послични отколку да се поразлични. Постои ли некој воспитен стил што вие би го препорачале како посебно добар, или има ли некој што се издвојува, што психолозите го препорачуваат, бидејќи има низа на воспитни стилови кои што може да се најдат на интернет, па пристапуваат родителите на најразличен начин? Па за мене воспитниот стил во кој што не се губи осет, родителот не губи осет за неговата одговорност, нели, во воспитувањето, воедно, реков, обезбедува простор да се појави било какво незадоволство и нелагодност и не бега или не ја компромитира таа нелагодност, туку обезбедува простор за детето да се изрази, при тоа не ги прифаќа работите толку лично и на некој начин го води детето низ целиот процес, но во комуникација со детето. Значи, не го водам јас моето дете, затоа што јас така сметам дека треба да биде, нели? Туку ги разговараме работите во насока на како тоа дете сака да биде поддржано и што јас можам како родител во тој момент да му понудам. Пошто едно е детето да каже јас сакам 24 часа ти да бидеш со мене. Нели? А друго е јас немам можност да бидам 24 часа со тебе. Јас треба да сум спремна да го кажам тоа. Јас немам можност да бидам 24 часа со тебе. Имам пола саат на располагање. Како сакаш да го искористиме? Нели? Во современото родителство некако преголем акцент се стави на правата на децата. Не велам дека не треба, но нели се заборавија одговорностите што тие треба да ги имаат? Да, се согласувам, значи тоа се почесто го слушам, нели? И таа фрустрација кај возрастните ја следам често пати затоа што они велат правата им се дадени, нели, како одговорностите да не треба да ги имаат. Точно се согласувам. И правата и одговорностите ги даваат и ги договараат претежно родителите со децата. Нели? Ако јас им давам права, а не зборуваме за одговорностите, нели? Тогаш таква средина обезбедувам, во која што нели ќе имаме дете кое што е самодоволно, во кое што изискува многу повеќе, кое што бара постојано некои работи, а никако не размислува како да обезбеди, што е која е неговата улога, позиција во системот, пошто одговорноста е тоа. Одговорноста не е само одговорноста на родителот да обезбеди. Одговорноста и на детето да се грижи за другите, нели, членови на семејството. Децата се помалку имаат одговорност да се грижат за другите членови на семејството, да се грижат за просторот каде што се сите вклучени, нели? Треба да ги учиме од најрана возраст да си ги кренат играчките, си го наместат креветот, ако некој побара чаша вода да му се донесе.
Тоа често пати ние, пошто сме семокни, нели, па можеме по 50 пати да одиме до кујна и да се враќаме, пошто нели детето посакала водичка да се напие. Тоа е наш проблем. Значи, и проблем на родителите да побараат нешто од дете. Што ќе побарам од него? Пола саат, додека ќе се молам, ќе барам, додека ми стигне, ќе одам сама, ќе си го направам. Тоа е еднаш, два пати сама правење. Ако не останеме, нели, во тоа барање дека треба, нели, да направат нешто за нас, тогаш, нели, го добиваме тоа што го добиваме. Јас најчесто застанувам. Сите активности кои што сме ги правеле, во тој момент застануваме, нели, заедно со детето и, нели, ако треба ќе повтораме по 2-3 пати, но застануваме. Не го поминуваме тоа само бла 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 бла, едно целосно зборење по цел ден, ва. И најчесто велам, ова е втор пат што го спомнувам ова, сега застануваме. Додека ти не го средиш тоа, после можеме да правиме муабет за други работи. И мора тоа да биде завршено, така? Па да, застанувам и јас, ако треба. Значи, чекам и очекувам. Нели? И детето ќе си отиде, значи застануваме, не правиме милион активности во тој момент. Застануваме заедно, но често пати родители, каде време ќе се застане, па немам јас толку време. Ништо не губите ако застанете 2 минути. Му дадете важност на тоа барање. Значи трпеливост меѓу другото ни фали. И важност, тоа барање е важно за мене. Важно е за мене, нели, да го направиш ова. И да треба да повторим. Само повтарам по неколку пати, зборувам, нема устав, пена ми фати. Да, вклучително. Дали треба вие да се уважите себе си кога барате нешто од детето? Па дајте си 2 минути на себе. Да ве слушне, ме слушне што побарав сега од тебе. Дали ме разбра? Океј, ќе почекаме. Направи ги тие работи, па ќе продолжиме понатаму. Ништо нема да заврши, нема светот, животот да секне во тие 2 минути. Значи, мораме малку да застанеме и да дадеме простор. Нели? Мислам, нормално е детето да не сака да ги заврши тие работи. Кој сака? Ти си добро воспитана да ги завршуваш тие работи. Они сега се воспитуваат. Нормално е да треба по 5 пати некојаш да повториме некои работи и да почекаме да ги направат, нели? Отколку да очекуваме од нив дека нормално тоа дете, која му е мајка, тоа дете треба да знае дека тие работи треба да се завршени. Која му е мајка? Некоја што е добро воспитана. Но тоа не значи дека детето воспитувањето е процес. Не е, нели, само момент на послушност. Да, и нели правење на работите. Треба да се остане малку во тоа. Радмила, ќе ги поканим и гледачите да се вклучат во денешниот магазин за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Телефонскиот број, почитувани, ќе биде испишан на екранот. Можете да се јавите, да поставите некое прашање поврзано со родителството, родителските стилови. Радмила Живановиќ, психолог во психотерапика, гостинка во студиото на Телма, и таа ќе даде одговори на бројните наши дилеми, а секако и сето она што вас ве мачи во родителството. Ке продолжиме да зборуваме за современото родителство, кое што тежне нели кон совршенство. И сега тука има многу обврски. Треба да се искоординираат навистина многу задачи. Со децата се учи секојдневно. Има воншколски активности, тренинзи, па кој тренер е добар, која наставничка добра. Навистина има многу притисоци. Покомплексно е родителството. Вела дека родителството никогаш не било волку така тешко. Па постои ли начин сето ова да се поедностави? Мислам дека комплексноста, да, се согласувам, нели, постои многу избор. И постои многу начини, нели, во кои што ние како родители сакаме да им ги обезбедиме на нашите деца. Нели, сакаме да ги однесеме и во понеделник, и во вторник, и во среда, и во четврток, да не пропушти трет јазик кој што учат, да не пропуштат, нели, пливање, пошто тоа е добро за телото, да не пропуштат, да не ги научат совршено работите кои што и онака, извинете, вака, ама образовниот систем, допред месец дена немавме учебник. Се е јасно тука. Така да ние станавме не само родители, станавме и наставници по дома. Сепак сеќаваш во ковид како тоа се беше така нагласено и колку бевме под стрес. И ние како родители сме многу под стрес, затоа што и ние не секогаш знаеме. Плюс тоа муабетиве, што ќе стане, каде, во што ќе порасне, што сака да студира. Идните перспективи, да. Идните перспективи. Јас не можам да ги видам. Не знам ти. Јас сум тотално изгубена. Никој не може тука да ги види, за жал. И
тогаш, кога сме обкружени со толкава изгубеност и комплексност, нели? Јас секогаш се вртам кон детето. Например. Што ти треба? Што сакаш? Нели? Колку можеш? Така. До каде можеш? Значи, проверувам, прашувам и секогаш го поврзувам тоа со детето. Пошто друго е јас како си живеам во главата. Нели? Друго е како оно гледа на сите работи и аспекти. Нели? Не правам нешто во кое што јас сум ограничена. Значи, не ставам милион активности во кои што ја не можам самата себе да се видам. Најлошо ми е кога треба да однесам дете на активност и да дремам саат време, според мене. Тоа е најфрустрирачкиот момент. Како сега, за повеќето родители. И сега се прашувам, дали јас сакам да бидам толку изфрустрирана? Дали ако не отиде на пливање и на комбинација со одбојка, дали тоа дете ќе расти, ќе се развива во среќа дете? Сакајќи да бидеме посовршени, всушност стануваме понапнати, понервозни и контраефект се постигнува. И доаѓа момент во кој што детето одбива да оди, пошто му е премногу и нему му е премногу. Јас тука велам, зарем јас се не ти обезбедив. Шо се не направив јас да ти обезбедам? Работам 24/7. Затоа што не е детето криво? Така е. Двајца гледачи очекуваат вклучување во програма. Добар ден за првиот од нив. Добар ден за првиот гледач во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, повелете. Тука е една мајка. Прво поздрав до сите вас. Ви благодарам. До психологот Радмила. Јас исто имам едно детенце кое е моментално 11 годинки. Значи, сега се соочуваме со проблем кој претходно не сме го имале тој проблем. Се работи за детенце кое беше мало и беше многу одговорно. Значи, учење перфектно, најдобар ученик, секогаш средена соба. Неретко мене како мајка знаеше да ме искритикува кога го готвам ручекот и кога ќе видеше растурено низ кујна, као зошто вака, зошто не се среди, зошто ти е растурено, нели, ова. Тоа траеше се некаде до 5-то одделение, некаде до полугодијата. Нели, сега модерното време, PlayStation, интернет, нели, потреби како секое дете, кога ги гледа другарчињата дека имаат секаква технологија, нели, ние како родители треба да купиме. И се договоривме со родителот, ајде ќе купиме PlayStation за да може, нели, да функционира како и сите деца да игра. Што се случи? Откако го купивме PlayStation, не имаше прест. Тоа беше едно незаситување. Значи, почнавме да не можеме да се договориме за колку време да играме. Така. Нели? Дали 2 часа, ајде 2 часа, ајде. И постојано се поместуваат границите, повеќе и повеќе и повеќе, така. Се поместува. После почнавме као ајде да работиме со услов, нели? Напиши домашна, заврши ги твоите обврски, па после слободното време ќе ти го дадеме за да, нели, да игра со другарчињата. Значи, што се случуваше? Тој на брзинка го распипуваше ракописот. Читаше кода не чита. Паметот му беше таму, буквално. Кога ќе почнам јас да играм на PlayStation, кажам, со другарчињата. Така. Сега се соочувам со нагло попуштање на училиште, одвикнување од работите педантна и уредна соба, педантно и уредно дете, значи буквално се спрати еден колапс на сосем поинакво дете. И сега ние како Молам? Да, повелете. Да, ние како родители почнавме, нели, ајде да условуваме само за викенд, да се игра PlayStation и одредени игрици, нели? Со тоа што почна да изразува незадоволство, лутина, се што ќе му речеме да одбива, као вие сте лоши родители, не ми дозволувате моите права, нели, да ги онудам. Сега моментално решивме да бидеме најлошите родители, со тоа што се е собрано, нема собствен телефон, иако е 6 одделение, собран PlayStation и исклучен интернет. И сега буквално гледа телевизија по сати,
со часови, пак не сака, не ми разговара, ние почнуваме да разговараме, не ми разговара, вие сте лоши родители. Ќе ве замолам, да ме оставите. Вие не ми давате никакви права, јас како дете да си ги изразувам правата. Така. Се откажа, одеше на англиски, се откажа и од англиски, одеше на пливање повремено, ладна му е водата, не сака ни да оди на тоа. Евентуално сега час пат, ама тој кога сака оди на фудбал. Ако јас му речам, например, денеска имаш тренинг за фудбал, дали ќе одиш? Не одам. А ако не му речам, например, ден за фудбал, нели, тогаш само иницијативно може да покаже интерес. Тогаш само иницијативно. Значи сега буквално се соочуваме кај некој, оно име е кажам. Родителот се што ќе каже да биде спротивно. Така, претпоставам дека барате решение на оваа ситуација. Ви благодарам за вклучувањето во програма и за споделувањето на вашето искуство. Се случува многу често децата да развијат зависност кон својот мобилен телефон, кон PlayStation и родителот тука да не може да ги постави границите. Односно да бидат срушени сите граници, потоа да дојде до оваа ситуација. Јас мислам дека ова не е исклучок што го слушнавме. Да, јас мислам дека гледачката донесе многу интересен момент на тоа дека они биле навикнати да го гледаат детето како многу одговорно. Нели? Рече дека изненадена е, зачудена е дека од едно дете кое што е преодговорно прераснува во дете кое што неодговорно се вклучува во ваквите активности. Можеби нели треба да се види, нели сепак ова е комплексна ситуација, нели треба да се види повеќе да се истражи малце повеќе, нели како се однесувало детето, нели пред да се случи овој пресврт. Една од факторите е сигурно тинеџерството. Да, пубертетот. Да. А од друга страна и можеби причините лежат во контекстот, во семејството. Заради тоа што нели гледаме и нешто друго што не само го слушаме како информација. Например, начинот на кој што кога доаѓаат луѓето на психотерапија, ние следиме начинот на кој што они комуницираат, како пристапуваат, нели? Што налагаат, не мора да значи ако сме ние мирни, тивки и кротки, нели, како родители, дека кога налагаме нешто, не значи тоа што го налагаме е секогаш мирно, кротко, многу малку и слично. Така да мора да се види во оваа ситуација детето каде има против, што оно што му смета, што оно што нели го вознемирува и го прави да некако притиска да му бидат задоволени потребите. Она што јас гледам е како на почетокот, не знам, не сум сигурна, дали имале ограничување, ми се поставуваат прашање, дали имале некакви ограничувања, договор некаков на почетокот на користење на PlayStation-от, или се повеле по тоа дека знаат како нивното дете функционира и дека ќе биде многу одговорно. По 2 часа, колку што разбрав, а потоа се поместувала границата. Исто како што децава користат некоја социјална мрежа, па во текот на денот тоа се повеќе и повеќе. Така е. Значи тоа поместување на граници е многу проблематично заради тоа што родителите на тоа поместување на границите гледаат како детето нешто да губи. Као детето да не го добива тоа што треба да го добива. Сите други го добиваат, само оно не го добива, нели? Така да многу е проблематичен моментот во кој што ние како родители дозволуваме се повеќе и повеќе, нели? Како тука на некој начин се сепнуваме во еден момент дека тоа отишло предалеку. Нели? Што се случува во тој нели почнуваме со граници, почнуваме со договор, нели што се случува со тоа повлекување, што се случува со тоа дозволување, нели? Сигурно постоеле и некои други знаци, нели, кои што правеле или притисоци од страна на детето, кое што родителот не знаел како да ги хендла, а децата знаат да притискаат многу. Нели? Знаат да притискаат, знаат да погодуваат директно во срце, вие сте лоши родители, вие нели не ми верувате на мене, нели? Вие ме ограничувате, мене сето тоа е како отровни стрели, нели, влегуваат во нас, а толку многу се надеваме, инвестираме и тука подклекнуваме. Имам уште еден гледач, јас се надевам дека ќе има време да го вклучиме. Добар ден.
Добар ден. Повелете. Истото, ја имам детенце 12 години. Така. Се повторуваме, времето е кратко. До 600 оделение беме исто. Книги, уредни, закупи, сите обврски средени на време. И сега се случуваме со истиот проблем, како што кажа претходната слушателка. Дојде дома и известува дека тоа било, ова било, почнува да лаже, почнува друго друштво да менја. Он кажува дека е со истото друштво како било со претходно. Ја го откриам дека тоа е лага, со смирено, со разбирање, со на тихко, да бидеме дека е повертет, го разбирам се, сака да проби се и се што. Прво почнавме со телефони, со лаптопи, се, па тротинети услови и сега наред иде се по мотори, како сите другарчиња дека имаат, вие не можете на мене тоа, а не дека те оценува на еден начин. Так. И сега ја се смирено, да тоа не може, не си ти još си мал, има полиција, има тоа, со такви работи. Ама оно се го подлажуваат другарчињата, има малку повозрастни од него, го притискаат и не знам како да постапим. Значи, сум изморена, се чувствувам исцрпено. Така. Сите можни начини сум пробала со се. И не можеме да најдеме разбирање. Така. Ви благодарам што се вклучивте и што го споделивте вашиот проблем во денешната емисија. Очигледно е дека мајката премногу се труди, например. Се гледа дека, нели, премногу се обидува да најде решение за однесувањето. Тоа однесување веројатно укажува на нешто друго што како родители не секогаш сме спремни да го видиме, да го препознаеме, да го увоочиме. Јас понекогаш би ги поддржала родителите и да останат на не знам, не можам, ништо, нели ти ништо не правиш за мене, да, ништо не правам за тебе, нели? Да останат на тоа. Значи, пошто гледаме еден постојан обид да се направат работите подобри, затоа што они, децата, наоѓаат начини како да не повредат. Така, но тие се споредуваат со своите врсници, ти имаат повеќе. И ние се споредуваме, така е. Повеќе, они се помали, едноставно не може да прифатат дека тоа не може да го добијат. Споредбата е многу нормален процес во тие години на развојот. Нели, начинот на кој што ние реагираме на споредбата, како реагираме ние на споредбата, со тоа што ние му го обезбедуваме на детето тоа за да не биде различно од другите, така? Споредбата е може и во некоја друга насока да се води. Значи, окей да бидеме различни од другите. Нели? Но на кој начин можеме да си приуштиме да бидеме различни на другите? Во тој момент родителите забораваат што имаат изградено како однос, како капацитет, како разбирање со детето и се фокусираат многу повеќе на што е тоа што треба да го направам за детето, нели, да се чувствува дека не се разликува од другите. Како е можно да не се разликуваме од другите? Затоа, јас би ги поддржала родителите, тоа што го имаат изградено веќе со детето, да се обидат да го возобноват, нели? И да не се обидуваат да го блендираат детето во средината со другите. И треба да се научи дека не може секога се да се добие. Точно, не може се. Тие се моабетите што ќе ги добијат. Сите имаат, само јас немам. Сите го прават, само, нели, сите имаат вакви родители, само ја немам таков родител. Јас многу пати го поставам прашањето. Добро, ако имаш, кои се тие родители? Еве, повели. Најди родители, нели, кои што се подобри во овој момент за тебе. Јас сум окей. Ако најдеш такви родители, затоа што секој родител се обидува да го направи најдоброто што може. Не можам јас, моето дете, да ми каже дека тамо некаде има подобри родители или тамо некаде, нели, децата сите го прават едно ти исто. Не е возможно тоа. Има деца што не го прават тоа. Значи, може би, поголем дел од децата го прават, но не сите деца. Пубертетот е дефинитивно голем предизвик во родителството. И еве, почесто ќе разговараме на оваа тема, бидејќи има интерес. И почесто да ги процесираме негативните емоции кај децата. Се порано влегуваат во пубертет, премногу се мали за тие емоции, очигледно што ги доживуваат. Непријатните, не би рекла негативните, непријатните емоции. Например, треба да сме повеќе окей, да го видиме детето, не секогаш да слуша, да биде послушно, уредно
и неуредно, да се расправа, да се кара, тоа ништо не значи, не е тоа ништо лошо, тоа е пак контакт, нели, само со одредена граница. Не сме да удира по нас, нели, како што ние не удираме по нив, и треба да најдеме различни начини да се разбереме. Но не треба да очекуваме детето да биде секогаш среќно и задоволно од нас и да се обидуваме постојано да го задоволуваме. Тоа дете кое што постојано го задоволуваме, никогаш нема да биде задоволно. Токму со ова ќе ја заокружиме денешната емисија, денешниот магазин за родителство. Радмила, благодарам многу за денешното гостување. Ќе се видиме повторно, ќе направиме втор дел од оваа емисија. Остана уште еден куп прашања неодговорени, кои што верувам дека ќе бидат интересни и за гледачите. Така, фала и многу, Марија, на тебе. Почитувани, ова беше се во денешната емисија за несовршеното родителство. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.